Заострување на казнената политика со затворски казни кои се движат од 6 месеци до 10 години за злоупотреба на службена положба, злосторничко здружување и злоупотреби при јавните набавки. Вакви законски измени се предвидуваат со предложениот нов кривичен законник кој веќе е доставен до собранието и пратениците. Клучните измени се однесуваат на високопрофилни случаи, односно на членот 353 за злоупотреби на службената положба од страна на функционери, а се воведува и нов став со кој се инкриминираат злоупотребите при јавните набавки. Во предложениот текст членот 353 се менува и се воведува градација при должината на затворската казна во зависност од нанесената штета. Па така, ако сторителот ја злоупотреби службената положба со неизвршување или пречекорување на овластувањата, а при тоа не изврши и друго потешко кривично дело, ќе заработи казна затвор од 6 месеци до 3 години. Ако пак прибави поголема имотна корист и нанесе поголема штета, ќе треба да одлежи од 1 до 5 години. А ако имотната корист и штетата се значителни, казната затвор се зголемува до 8 години. Најголема затворска казна со измените во кривичниот законник се предвидува при злоупотреби во јавните набавки. Односно, ако преку злоупотреба при набавката е прибавена поголема имотна корист или е причинета штета од големи размери, се предвидува затворска казна од минимум 4, а максимум 10 години. Со предложените законски измени во КАЗ се предлага и заострување на казнената политика во членот 394 за злосторничко здружување. Според адвокатот Звонко Давидовик, предложените измени се во правилна насока и предвидуваат заострување на казнената политика во неколку сфери, но смета дека кривичниот законник и понатаму треба да се доработува. Влие на неколку видови на кривични дела се заострува казнената политика. Се делува на злоупотреба на службена положба и овластување, односно несовесно работење во служба, каде што се воведува и елементот на користолюбие. Така да во главном измените се во ред заради заострување на казнената политика и зачестеноста на овој вид на кривични дела и дел од поведенијата кои не беа санкционирани као кривично дело. Потребата од измени во кривичниот законник беше нотирана во извештаите на Европската комисија и од страна на сите релевантни меѓународни институции и организации за борба со криминалот и корупцијата. По низата забелешки, Уставниот суд во февруари годинава му наложи на собранието да ги анулира штетните последици од измените на КАЗ, што се случија во 2023-та, кога беа укинати или изменети членови, што доведоа до застарување на делата на низа поранешни функционери.